Ministrom der nordmacedonische Innenminister Oliver Spasovski. Благодарам, почитуван министр Кикал, почитувани колеги, почитувани присутни представници на медиумите. Најнапред сакам да изразам благодарност до Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи на Австрија за одличната организација на овој настан, како што впрочем и претходно имавме добри организирани средби на кои што сите ние државите партиципиравме, кои што сме засегнати со новонастанатите миграцијски текови, илегалната миграција, како и криминалот кој што е поврзан со миграција. Сакам да потенцирам дека овие средби се многу значајни, бидејќи се во функција на превенција од нова криза, која би можела да биде предизвикана од наплив на мигранти од различни подршја од целиот свет. Чувствувам потреба да ја нагласам и одговорноста која имаме ние како министри за внатрешни работи, најдиректно задолжени за сигурноста и безбедноста на нашите граѓани и на нашите држави. Праката која што денеска сакаме да ја упатиме е единствена. Нема да чекаме да се случи евентуална криза. Овде сме да действуваме со заеднички сили, се со цел спречување, односно успешно менаџирање со миграцијските предизвици. Остануваме посветени во нашите заложби за безбедна Европа, во која секако сме дел и ние. Справувањето со овие процеси и сето она што носи миграцијата, како што е организираниот криминал и тероризмот, е можно само преку заеднички, координирани пристапи на сите држави. Особено од круцијално значење е размената на информации и правовременото превземање на соодветни мерки, како и соработка на сите нивоа, на оперативно, на стратешко и на политичко ниво. Сериозен предизвик за нашата земја, како и за останатите земји во регионот, представува идентификацијата на странските борци, припадници на терористички организации, кои што во обид да се вратат во матичните земји како начин на инфилтрација го користат миграцијскиот ток. Како што веќе знаете, од денешната средба произлезе и заедничка декларација, која што сама по себе представува акт на искажана заедничка политичка волја, што секако е свеж пример и добра пракса од областта на соработката, која што имаме обврска континуирано и да ја унапредуваме и да ја продлабочуваме. Благодарам.